Денес православната црква го чествува споменот на светиот свештеномаченик Тимотеј, епископ Пруски, и на светите маченици Александар и Антонина. Светиот свештеномаченик Тимотеј, епископ Пруски. Заради големата душевна чистота од Бога доби дар на чудотворство и ги лечеше сите болести и маки кај луѓето. Во времето на свирепиот цар Јулијан, кој што се одрече од Христа, свети Тимотеј беше фрлен в затвор. Верните го посетува и во затворот за да слушнат мудра поука од својот архипастир. Кога дозна за тоа, Јулијан нареди джелатот да му ја отсече главата во затворот. Ова беше во 362 година. Неговата душа отиде во рајот, а моштите останаа чудотворно да им помагаат на луѓето и да ја објавуваат силата Божја. Господи, помилуј, 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 Господи, Светите маченици Александар и Антонина. Обајцата беа од Александрија. Антонина честна девица, а Александар царски војник. Обајцата христијани.
Прва беше изведена на суд и на мачење Антонина. Па кога ја фрлија во затвор, на заповед од ангел Господов, Александар отиде во затворот, иако дотогаш не ја познаваше Антонина. Ја наметна со војничкиот плашт и рече да ја наведне главата и да помине покрај стражарите пред вратите. Така девицата побегна, а тој остана во затворот. Тогаш го изведо Александар пред судот и почнаа да го измачуваат заради името Христово. Кога го слушна тоа, Антонина самата му се пријави на судијата, кој што обајцата почна да ги подложува на разни маки. Им ги отсече рацете, а потоа ги биеше на голо тело. Им ги палеше раните со свеќи и најпосле ги фрли во оган наложен во една дупка и ги затрупа со земја. Пострадаа честно за љубовта Христова и се преселија во дворците на Небесното царство на 3 мај 313 година. Во мигот на смртта на овие маченици, злобниот судија Фист онеме и го спопадна демонско беснило, кое што го мачеше 7 дена, од што најпосле и умре. Поуки од светите отци. После разговор често сум се покајувал, а после молчењето никогаш. Ава Арсении.